Граѓанската асоциација МОСТ утре промовира нова алатка за граѓаните во рамките на проектот Право да знаеш. Утре се организира и конференција за да се објасни што значи целиот овој проект и за кого е наменет. Всушност, за што точно се работи? Граѓанската асоциација МОСТ веќе скоро 6 месеци со подготовка претходна од исто толку време работи на подготовка на еден портал кој што ќе се вика Право да знаеш. Овој портал е наменет и е направен, дизајниран пред се за граѓаните. Меѓутоа, граѓаните не се примарна цел, исто така, сериозно, ќе ги адресираме и медиумите, исто така ќе адресираме и научната јавност и ќе ги адресираме, ако сакате, веќе и политичките партии. Зашто се работи? Право да знаеш порталот во наредниот период, значи од утре па натака, на сите овие групи кои што ги споменав, ќе им ги нуди информациите кои што се обезбедени согласно Законот за пристап до информации од јавен карактер, значи се официјални, и значи од информации добиени од Државниот завод за статистика, од неговата интернет страница и во кореспонденција и комуникација со Државниот завод за статистика, и сите овие информации поврзани со различни параметри од функционирањето на локалната самоуправа. Со други зборови, во предвечерието на локалните избори кои што следат или што треба да се организираат во Република Македонија следната година, Граѓанската асоциација МОСТ реши да излезе со еден ресурс или со една алатка која што на граѓаните ќе им овозможува најпрвин во рамките на сопствената општина да добијат што повеќе информации поврзани со миграциите, надворешните миграции, со составот на населението, информации поврзани со образованието во општината, како што се, например, број на паралелки во училиштата, број на средни училишта, број на основни училишта, број на наставници и професори во училиштата, број на ученици. Понатака, во областа на градежништвото ќе може да се види што е ново изградено од аспект на станови и така натаму. Сите овие работи, всушност, ако земеме во предвид дека на оваа веб страна или на овој портал ќе можат многу лесно да се споредуваат и да се анализираат, не носи до еден заклучок, а тоа е дека основната цел на овој проект или на овој портал е да им овозможи на сите за било каков тип на дебата, која што се однесува на работата на локалната самоуправа или на секојдневниот живот и секојдневните проблеми со кои што граѓаните се среќаваат на локално ниво, да може секоја таа дебата да биде аргументирана и подкрепена со официјални податоци поврзани со проблематиката која што се третира. Со други зборови, комплетната и генералната замисла на овој проект е да влијаеме врз јавниот дискурс, меѓутоа пред се да влијаеме врз начинот на кој што се води или не се води јавната дебата во Република Македонија. Со други зборови, тоа што сакаме да им обезбедиме на граѓаните и на сите оние кои што дебатираат на различни теми од јавниот живот во Република Македонија е таквите дебати да ги водат на база на факти, аргументи и квантитативни и квалитативни податоци, кои што во исто време ќе бидат официјални и ќе бидат референцирани со изворот од каде што се добиени. Веднаш ќе кажам дека Граѓанската асоциација МОСТ нема да сноси одговорност за квалитетот на информациите или нивната точност. Затоа што секоја информација, како што е добиена од изворот, изворно е пренесена и е представена. Каква беше соработката со институциите? Дали секаде каде што упативте барање и прашалници, добивте одговор? Вака, со оглед на тоа дека во оваа фаза се уште прибираме податоци и иницијалната верзија, односно тоа што од утре ќе биде достапно на граѓаните, е дел, значи ќе представува само дел од собраните податоци, а интернет страницата или порталот имаат за цел да одат и да се, значи да одиме да го развиваме понатака и понатака со нови содржини и со нови податоци. Можеме да кажеме дека во рамките на овие податоци сега што се на
интернет порталот представени. Задоволни сме од соработката со институциите. Пред се, тука би напоменал со општините, каде што имаме 15 општини кои што се уште не ни доставиле податоци согласно нашите барања. И исто така има мал процент на судови кои што не ни ги доставиле барањата. Од друга страна, исто така на овој портал во догледно време, значи многу брзо очекуваме да поставиме информации поврзани со безбедноста, со криминалот на локално ниво и така натаму, зашто ги искомунициравме и СВР-та, значи подрачните единици на Министерството за внатрешни работи. За сега успехот е некаде половичен. Со други зборови очекуваме според тоа што го добивме како одговор од страна на надлежните во соодветните СВР, а тоа е дека очекуваат дозвола од централата за да ни ги достават податоците согласно нашите барања според Законот за пристап до информација од јавен карактер. Таа работи многу поцентрализирано и треба да се добие соодветна дозвола. За кого се рековте пред се наменети? Значи, ова ќе може да го користат кандидатите во локалната трка, за да можат да имаат релевантни податоци кога ќе водат дебата. Колку ќе биде значено, например, за граѓаните да добијат информација за кој човек да гласат, за кој градоначалник да гласат, колку значи за нив ќе бидат секојдневни тие информации и корисни во одлучувањето за вистинскиот избор. Токму така, значи би ги поделил. Најпрвин би говорил за граѓаните. Тоа што во Република Македонија треба да се свати еднаш за секогаш е дека кога станува збор за локални избори, при правење на изборот на кого ќе му се даде доверба од кандидатите, клучната работа е граѓаните да ги гледаат предлозите и плановите на кандидатите кои што директно и непосредно ќе им го олеснат животот. Со други зборови, тоа се локалните секојдневни работи и потешкоти со кои што граѓаните во рамките на сопствените населби, мала, улици се среќаваат. Искрено, дискурсот на кампањите во изминатиот изборни циклуси локални беше со централни политики и со приоритетни дебати поврзани со надворешната политика во Република Македонија, зашто и самите градоначалници, локалните самоуправи немаат никакви ингеренции. Со други зборови, ова е многу полезно за граѓаните, како гласачи, да видат кои се основите на функционирањето на локалната самоуправа од една страна и кои се параметрите според кои што тие треба да бараат понудата која што ќе им одговара да им ги реши проблемите на локално ниво. Тоа како прв чекор и наменет кон граѓаните и за граѓаните, што е самиот стил на Граѓанската асоциација МОСТ во изминатите 10 години. Што се однесува до кандидатите, во Република Македонија, да речем, има море од информации кои што се распространети насекаде. Секоја институција има веб страна, на таа веб страна можете да најдете доста полезни информации, меѓутоа, кога станува збор за компарирање на информациите, тогаш секој еден треба да изгуби огромно време за да ги обезбеди информациите, а потоа да ги анализира и да ги компарира или да ги споредува. Со други зборови, овој агрегат кој што го нудиме на граѓаните преку значи интернет, ќе им ги стави сите информации на тацна, на едно место, подготвени на многу лесен, едноставен и пријателски начин да ги споредуваат сопствената општина со некоја друга општина, да ги анализираат буџетите на општините, на сопствената општина и на некоја друга општина, да ги следат трошењата на општините, да можат да ги вкрстат тие податоци со политичката проминенција која што била на власт во периодот за кој што се заинтересирани, да ги следат миграционите процеси, да го следат развојот на општината, да го следат развојот на образованието во општината, да следат колку општината е транспарентна и ја поддржува непосредната граѓанска иницијатива, односно непосредната демократија, како што е дефинирано. Значи, сите овие работи, граѓаните од утре ќе може да ги најдат на едно место, без при тоа, значи, да се
да губат енергија и да губат време за да ги дознаат. Со тоа и најобичниот разговор на улица, поврзан со некој локален проблем, може да се провери и може да му се дадат факти и аргументи, а пред фактите и аргументите и боговите молчат. Пријателски, мислевте дека е лесно да се пребарува по порталот? Затоа што не сите се кај нас образовани за да можат да ги најдат податоците и да се снајдат со нив. Дали е едноставен начинот на пребарување ќе биде на порталот? Па пред се не би ги подценувал граѓаните, ние никогаш не ги подценуваме и сметаме дека има доволно умни граѓани за да се снајдат во тоа море од информации. Од една страна, од друга страна, кога реков пријателски, мислев и на дополнителните алатки кои што им ги нудиме на граѓаните, така да еднаш месечно на темите кои што ќе ги промовираме во јавноста, како, да речеме, битни за дебата, на кои што ние нема да коментираме и нема да даваме заклучоци и препораки, туку ќе ги извадиме сите аргументи и факти и податоци, а ќе оставиме јавноста врз основа на тие официјални факти и податоци да дебатира и да разговара. И нудиме и уште еден мал, да речеме, куриозитет, а тоа е прилози за една од 4 теми месечно која што ќе им биде на располагање. Со други зборови, малку ќе им ја олесниме работата за, значи, и визуелно луѓето да можат да видат за кои бројки и на кој начин сме дошле до тие факти и аргументи или податоци. Сега, на самата веб страна има едно многу убаво објаснување за тоа како се користи веб страната, филмувано, така да секој оној кој што е малку компјутерски писмен, ќе може многу лесно да го изгледа тоа видео, кое што не трае повеќе од 2,5-3 минути, и за 3 минути сметаме дека многу лесно, после тие 3 минути, ќе може да барата со страната, да пребарува, да споредува, да анализира и да си носи заклучоци за себе. Ова е многу битно и за новинарите. Тоа е нашата целна група. Ќе овозможите на нас новинарите полесно да доаѓаме до податоци, бидејќи едни од луѓето што сакаат понатацна да им биде се секако медиумите. Значи, со оглед на нашето 10 годишно искуство во соработка со медиумите, мораме да кажеме дека во голема мера ова не само што ќе олесни работата на медиумите, туку ќе олесни работата на соговорниците на медиумите. Бидејќи до сега нашето искуство кажува дека ние сме морале да правиме низа на анализи за да можеме да им ги дадеме на медиумите, затоа што тој момент на аналитика и истражувачко новинарство во медиумите во Република Македонија знаеме на кое ниво е, и ова е уште една алатка која што дополнително придонесува кон тоа медиумите да можат ефикасно, односно новинарите, па и уредниците, да можат ефикасно да ги користат информациите кои што, повторно ќе кажам, се официјални и добиени согласно Законот за пристап до информација од јавен карактер, а се агрегирани на едно место. Што значи тоа? И со овој продукт или со оваа алатка, повторно Граѓанската асоциација МОС докажува дека секогаш ги таргетираме проблемите, а не ги третираме последиците. Значи, се што се случува друго е последица. Проблемот е што информациите не беа на едно место, иако беа достапни, време траењето на истражувањето и на барањето на информациите е многу долго, со други зборови, овој сервис ќе ги скрати сериозно тие рокови на обезбедување на информациите и ќе ја направи работата и на медиумите, и на академската заедница, и на граѓаните, и на граѓанските организации, и на блогерите, и на самостојните аналитичари многу полесна, и затоа очекуваме во наредниот период, очекуваме дека ќе има реакции од некои од овие целни групи, така да во рамките на проектот ќе настојуваме за дел од нив да направиме и обуки, односно да направиме брифинзи и презентација за тоа како најефикасно се користи интернет страницата. Ние нема да ги правиме анализите ќе оставиме да ги прават сите оние кои што сакаат да ги прават. Добро, ви благодарам за разговорот, се надевам дека после месец дена ќе можеме да информираме за корисноста на овој портал, кој што инаку има наслов право да знаеш.мк. Се надевам дека полесно ќе доаѓате до информација отколку ние новинарите, дека повеќе официјално ќе ви одговараат надлежните институции. Ви благодарам уште еднаш за разговорот. Ви благодарам на вас.